господин Шајновски. Јас ќе ви поставам 9 прашања и ако сакате одговорите ми ги сега, ако сакате можете и писмено да ми ги одговорите, бидејќи навистина можеме да пробаме и да си играме пратенички прашања, зашто таа алатка за парламентарен надзор на собранието ни е забранета, па еве во носталгија спрема оваа алатка можете и писмено, еве нема да ви се налутам ако ми одговорите така. Ке започнам од самиот почеток. Колешката исто така реагираше на датите и јас ќе изреагирам, но дополнително плюс, бидејќи има многу што да се реагира околу датите и процедурите. Вие на 29.12. одржувате совет на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурување и од таа седница носите одлука и истиот ден, верувам во подпладневните часови, таа одлука стигнува во собранието, каде и архивски нели исто се заверува. И сега јас ќе ве прашам, значи првото моје прашање е поврзано со членот 2 од оваа одлука, каде викате финансискиот план за 2022 година, од членот 1 на оваа одлука се доставува на усвојување, каде го имате ова ставено со големи букви и болдирано. Јас лично го сватив дека како ова да е задолжница да го усвоиме и дека не смееме да го разгледуваме, бидејќи така во правилата не пишани за дискусија писмено се налага. Значи, на усвојување до собранието на Република Македонија најдоцна до 31 декември. Знаете, ни давате рок еден ден нецел да го разгледаме тоа и нели малку е несериозно од ваша страна да го направите тоа на таков начин, бидејќи и вие кажавте дека имате искуство, за жал, на неносење на времено на финансискиот план, бидејќи тој треба да се разгледува, да се дебатира околу истиот, можеби ќе се најдат некакви забелешки. Па замислете ако демократијата ни е на тоа ниво и тие забелешки да бидат имплементирани во финансискиот план и после тоа тој да биде усвоен. Само замислете, тоа убаво би звучало. Бидејќи според член 158 њ од Законот за супервизија на осигурување, нели, не е временски пропишено. Јас сега би ве замолила, а се надевам дека работите ќе се менуваат во иднина, убаво би било, и сите колеги би ги замолила, нели, убаво би било како искуство едно да имаме во иднина, финансиските планови да се носат порано, да имаме простор и време за разгледување, дебата, дискусија околу нив и ако може, нели, демократски да делуваме во истиот. Второто моje прашање ќе биде поврзано, ако не запишувате, ќе ви ги дадам овие, ако сакате, не е проблем. Второто моje прашање ќе биде поврзано околу планираните приходи. Велите, планираните приходи се намалуваат за минус 27,08% и давате некое образложение поврзано со сето ова. Во ред, нели, се намалуваат приходите заради тоа што изминатите години се спровеле повеќе циклуси на обуки, преку кои нели, се едуцираат значителен број на заинтересирани лица, каде што мене интересен момент овде ми дојде, согласно капацитетите на Државниот испитен центар, кои се ограничени поради користење на истиот од голем број на државни институции. Јас ќе ви кажам, Државниот испитен центар, државни институции кои не го користат, тоа се оние наставници кои се заинтересирани да полагаат лиценца за директори, тие не го користат Државниот испитен центар, бидејќи тој противзаконски не им организира обуки на наставниците. Така да, малце поврзано околу ова е и истото кое што го спомнав претходно. Интересно се спомнува дека економскиот оператор Инвока, нема да дискутирам и дебатирам околу тоа, бидејќи претходно беше спомнато. Ќе одам на моето трето прашање, поврзано е со расходната ставка. Бидејќи приходите се намалени, за жал,
расходите исто така, за жал ќе констатирам дека не се намалени, се повикувате на ковид криза, на ограничени можности, исто така сте требало да си планирате и малку поголемо штедење во вашиот финансиски план, бидејќи нели на тоа повикува премиерот Ковачевски, да се штеди. Но во расходните страни јас тоа итекако не го приметив. Одиме на расходна ставка 401, каде за потрошена електрична енергија агенцијата има во предвид најавувањето за поскапувањето на цената на електричната енергија. Нормално е вие дека ќе имате информација, бидејќи сте во иста зграда, нели тука. И како се запрашувам, знаете, има план за да се намалат трошоците, нели, овие планирани сите расходи, верувам дека имате предпоставка. Јас не сум експерт да кажам дека ова што го планирате околу електричната енергија не е исправно. Знаете зошто? Бидејќи во споредба со 2021 година, вие имате во ситуација кога имавме пандемија и дел од вработените, верувам, од далечина си ги вршеа своите работни обврски, тогаш не сте успеале да заштедите за електрична енергија. Сега во 2022 година ќе бидат истите средства доволни да се подмират. Малце тој дел околу потрошената електрична енергија за 2022 година што планирате да ја направите, вие неисправни и недобра. Четвртата точка, четвртото прашање е ставката 408, каде има наемнини и расходите по наведениот основ за 2022 година за наем на опрема, наем на простор и така натаму, ви се за 23,8% повисоки од планираните по истиот основ, нели споредбено со 2021 година. Сега, имаме наем на возила. Исполнувате некаков лизинг и некакви одредени ситуации и велите дека истите возила од 2019 година цената ќе им биде повисока. Па јас ве прашувам сега, мора истите возила да ги купувате? Мора да има нови возила? Мора да има иста класа или повисока класа? Мора, например, BMW да се вози? Не може некое поевтино возило да се вози? Значи, сепак сте имале простор и начин како овде да направите заштеда. Ке бидам доблесна овде, во еден дел само малце подоцна, бидејќи сме сега на ставка 409. Еве, интересен момент, овде во ставката 409, каде има други материјални расходи, имате тестови за детектирање на вирусот COVID-19. Планирате да купувате за, нели, да ги заштитите вашите вработени. Како не ми е сватливо ова, вие планирате да ги тестирате вашите вработени, зошто? Вие не верувате на здравствениот систем во кој ние како држава ги имаме сите, нели, условно кажано, можности, или самите сте свесни дека ако закажете денес, може да ви испратат на тестирање, барем тоа беше искуство до претходно, во Гевгелија, па да не одат вработениве да се тестираат во Гевгелија, вие интерно да се ги тестирате. Бидејќи гледам има овде сериозна набавка на средства за дезинфекција, нели, маски, меѓу кои и овие тестови. 413. Шесто прашање, значи, не е повеќе како прашање, ете ќе бидам, како што кажав претходно, малку и доблесна, да кажам дека расходите по основ на дневници за службени патувања и патни трошоци се на пониско ниво за минус 7,55%. Ете, таму сте успеале, замислете да скратите. Браво за вас, бидејќи тоа за регулаторна комисија за енергетика не е пример, а намерно и тенденциозно ги земам и двете институции и ќе видите на крајот зошто. Но, ќе заклучам, иако пофалувам, ќе кажам уште еден дел, сте можеле уште да скратите, бидејќи имате големи средства издвоени
за одредени обуки кои планирате да ги правите и настани кои планирате да ги правите во Македонија. Значи, тие службени патувања можеле уште повеќе да бидат скратени. Имаме 7 расходна ставка 418, каде стојат останати други расходи, па еве ги, 27.000 евра ќе се користат за конференција по повод 1 ноември, иако таа конференција лани не се одржала истата заради нели ковид криза и сега вие имате сознанија, немаме ковид криза и можете да ја одржите конференцијата, а од една страна, а од друга страна набавувате огромни средства за дезинфекција и огромни средства двоите за тестови за вработените за COVID-19. И некако е малку измешано во финансискиот план што го имате, некако не е одлучно има ковид криза или нема ковид криза. 8 би се задржала на ставка 440, каде зборуваме средства за градежни објекти. Мене ме интересира зошто секоја година ангажирате проценители, а немате изнајдено, бидејќи сериозно 5.000 евра за проценител имате издвоено, а немате изнајдено решение и не сте побарале зградата да добие одобрение за употреба. Лично сметам дека премногу финансии се издвојуваат фамозно за оваа зграда, а од она што искуство го имам ова малку како пратеник, сватив дека на вас ви одговара, на сите што се во зградата ви одговара, да издвојувате огромни средства за такво нешто, бидејќи на сето ова гледам простор за манипулација на финансиите. Јас ќе ги, како девето, ќе ги спојам 409 расходна ставка, 409 и 403, каде ќе ви го кажам овој дел што ви го спомнувам. Бидејќи регулатор на Комисија за енергетика се наоѓа на 5 и 6 спрат, вие се наоѓате на 4 спрат. Ова за мене е најскапо платената зграда за одржување, бидејќи, пазете, во ставката 403 имате хигиена во деловните простории на агенцијата, одржување на деловен простор, услуги за тековно одржување на заеднички простории, 9.000 евра за ова. Дополнително, во расходната ставка 409 имате 1.500 евра месечно, каде имате адаптација и одржување на собствен деловен простор на агенцијата. Нели, почитуван директор, е ова премногу финансии? Знаете зошто? Затоа што Бислимовски над вас има 1.700 евра месечно за одржување на 4 и 5 спрат, вие 1.500 за одржување имате на 4 спрат, тој за 5 и 6 спрат, и ја ова еднаш го имам кажано, пак ја кажам, страв ми е да прашам шо има на 1, 2 и 3 спрат. Верувајте ми, затоа што и таму може би илјадници евра се издвојуваат за овие фамозни одржувања кои што се прават на државните институции. Премиерот, ќе го спомнам пак, Ковачевски ве повикува да штедите, но овде ја не гледам штедење. Туку напротив, простор за манипулација, што докажува фактот дека ова е најскапата зграда за одржување, каде, замислете, во влада јадат од златни чинии, а овде со златни метли најверојатно се чисти оваа зграда. Ви благодарам многу. Па нека го решат колешкиот проблем.